Драги мои, добар ден од мене. Ова е старт на новото издание на Црвена линија и секако на една нова работна недела со многу нови теми. А денес, како да не зборуваме за нешто што ќе се случува вечерва во 20 часот и 45 минути. Каде? На стадионот Тоше Проевски. Лига на нации Македонија-Бугарија вечерва во 20:45. Верувам дека не само фудбалските фанови, туку и оние кои што можеби не толку многу страствено следат фудбал, овој пат ќе бидат заинтересирани да го проследат овој надпревар. А играчите пак веруваат дека политиката нема да се пресели на теренот и дека ова ќе биде едноставно само фудбалски дуел. Дали ќе гледаме трето полувреме и секако нема да заборавиме да ве потсетиме дека и денес, доколку веднаш не заследите на Инстаграм, на нашето Инстаграм стори Црвена линија, ќе ја видите и денешната анкета. Ве прашуваме, има ли место за политика на трибините? Одговарате едноставно со да или не, а секако резултатите, како и вообичаено, ќе ги објавиме таму никаде по рекламите. До Црвена линија ве двои само нашиот добро познат телефонски број 02-307-6677, а ќе ве потсетам дека Црвена линија директно и веднаш ќе ве праша која е вашата прогноза за денешниот резултат од надпреварот Македонија-Бугарија. На самиот почеток ќе одиме со инсерти од првиот надпревар помеѓу Македонија и Бугарија, кој што заврши 1-1, а се случи минатата година. Еве, ова е првиот гол од овој надпревар. Еве, може да видите како изгледаше овој дуел минатата година помеѓу Македонија и Бугарија. Еве го, 1-1. Мрежите се полната, ќе видиме денеска како ќе изгледа на трибините. Затоа ве потсетувам во фудбалско расположение и секако со ваши прогнози. Еве, денес нема да зборуваме за политичка, социјална тема, но секако ќе зборуваме за нешто кое што можеби овој пат ќе бидеме пријатно изненадени и ќе се одвива се во духот на фер и спортот, секако, само со навивање. Имаме нов гледач и тоа прв во Црвена линија. Добар ден. Да, добар ден. Вие сте во Црвена линија. Дали сте за вечерва фудбалски расположени? Еве прво прашање, која е прогнозата на резултатот според вас од вечерашниот надпревар? 3-1 за Македонија. 3-1 за Македонија. Добро. Јас искам да ви кажам, сум бил спортиста и сум спортски расположен да Република Македонија таа една просечна екипа која што мислам имаме доста играчи повредени кои што не можат да го кажат она најдоброто на преварот со Грузија кој беше секој изгубиме 2-0, али јас се надевам дека Македонија е една голема фудбалска сила на Балканот па и во Европа, затоа што ние веќе ланската година играме на Европското првенство. И затоа јас се надевам дека овие млади момчиња што се на теренот ќе го дадат сето од себе и ќе направат една добра атмосфера која што сите кои ќе бидат на стадионот ќе бидат задоволни од нивната игра, затоа што ние играме колективен фудбал, немаме ние поединци како што беше порано Пандев и така натаму, али овде имаме добри момчина млади кои што перспективата е во нив и се уште ќе се гради она заедничка игра која што треба да ја дадат на теренот. Ја затоа би ги поздравил и му честитал со среќа дека му биде вечерниот надпревар со Бугарија и да тепаме 3-1. 3-1, еве јас сум во навивачки дух со македонското знаме, се разбира на лицето. Денес навиваме за нашата репрезентација. Ќе потсетам дека денеска во 20 часот и 45 минути всушност македонската А репрезентација ќе игра против Бугарија во последното шесто коло од групата 4, тоа од Ц сегментот во Лигата на нации. Вклучуваме нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро. Дали сте расположени вечерва за фудбал? Како ќе го гледате? Дали можеби ќе бидете на стадион? Очекувам да биде фикс 1. Добро. Значи, што и да биде единица за нас. А за сето она останато, да ви кажам право, не сум оптимиста дека ќе биде на ниво.
очекувам и проблеми, очекувам и провокации, очекувам и дека ќе мора да им вратиме за тоа што го правеа они таму. Сметате ли дека политиката има место во спортот? Дека тоа треба така да изгледа? Има, да ви кажам право, ние знаеме да вратиме и на пријателски репрезентации кај што не, така да има поединци кои ќе направат таква работа, без разлика на апелите, а посебно сега како што не е електrizirana со бугарите, очекувам дека ќе има све и така да ништо нема да ми изненади. А ќе ми изненади само ако останеме мирни. А јас мислам дека најубава победа ќе биде доколку имаме еден фантастичен резултат. Јас сум секогаш, пазите, кога некого сакате да го понижите, понижите го на зелениот терен. Дали ме разбирате? Со некој резултат што ќе го памти, а не она како ќе се случи на трибините. Значи, во оваа ситуација би сакал да ги згазат, ако се сеќавате еден резултат Југославија Заир 9-0. Ја го посакувам тоа да ви кажам право. Ракометен резултат во фудбал. Ракометен резултат. Ќе викаме татари, матари, вамо, джиджи, миджи. Така згази ги на зелен терен, да не знаат, да утре да го памтат резултатот. Благодарам многу, па бите ми тоа што еве ги искористивте можноста, бевте вториот гледач во црвена линија, одиме со нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден од црвена линија. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Како и да е, неминовно е во моментот се разбира, бидејќи гледачот најверојатно не слушна. И еве, за понатаму, внимавајте, намалете го тонот на ТВ приемникот, а сега е време, се разбира, да ве информирам дека ќе имаме вклучување, ќе го вклучиме Златко Андоновски од Фудбалската федерација на Македонија. Се надевам дека веќе го имаме на Вибер. Ете таму како велат on the face of the place. Златко, ти си на стадион. Па еве каква е атмосферата пред овој надпревар кој што еве моментот дека се игра со Бугарија, слушнавме од гледачите, едноставно сметаа дека ќе биде малку пожешко. Атмосферата на неколку часа пред надпреварот е вообичаена. Сме играли против многу поголеми репрезентации во споредба со бугарската. Надпревар како надпревар за нас, затоа што го гледаме само спортскиот аспект. Тоа го повторувавме постојано во изминатите неколку денови. Тоа го напомена и нашиот селектор на пресконференцијата. Не интересира само спортот, само фудбалот, само резултатот да е во корист на Македонија, а тоа многу ќе зависи од изданието на нашите фудбалири вечерва против Бугарија. Се надеваме дека ќе бидат во најдобро можно светло и дека ќе израдуваат 21-та публика која што ќе биде присутна на националната арена вечерва од 20:45. Еве репрезентацијата како се чувствува со оглед на тоа што еве ова е надпревар во кој што барем како што рекоа некои од гледачите очекуваат да Бугарија замине дома со резултата, нашите да остварат победа, а нели Бугарија да доживее пораз кој што ќе го памети, како тој никогаш кој што бил 9-0. Па еве, како ти изгледа тебе? Тоа многу ретко се случува во модерниот фудбал, посебно во изминатите неколку години. Ние веруваме во победа, веруваме во најдобро издание на нашите фудбалири, тие се подготвени, знаат што ги очекува. Ова е последен надпревар во групата од Лига на нации, навистина доаѓаме од Грузија, каде што загубивме со 2-0, меѓутоа играта која што ја прикажавме дава надеж и не само тоа, сите се подготвени да го дадат најдоброто од себе и да покажат дека одново можеме да бидеме дел од најдобрите европски репрезентации, почнувајќи веќе од новиот циклус квалификации за европското првенство, бидејќи тоа е целта за оваа Македонија да игра на европското првенство од 2024 година. Бугарија нема притисок, имаат нов селектор, очекуваат исто така, се разбира, позитивен резултат, имајќи в предвид дека двете селекции одиграа 1-1 во Разград на првиот дуел, но сега ние сме фаворити и ќе се потрудиме тоа да го покажеме на терен. Јасно е дека јавноста очекува победа, по се што ни се случуваше во односите меѓу двете држави, меѓу Македонија и Бугарија, меѓутоа сето тоа е настрана, фокусот е на фудбалот, да покажеме дека можеме да се однесуваме со европски вредности на спортски терен и на трибините од нашата национална арена, затоа што тоа е почит не само за нас, туку и за противникот и за вредностите кои ги носи фудбалот.
Европски вредности, еве, ова нека биде и последно. Интересно е дека Стефан Ристовски, капитенот на македонската фудбалска репрезентација, вечерва ќе го пропушти надпреварот поради повреда, но интересно е дека има и порака до бугарската репрезентација. Вели, добре дојдовте во Македонија, сега е на нас ред европски да ве пречекаме. Како го толкуваш ти ова? Како еден потик за неговите репрезентативни колеги да дадат се од себе со цел да издвојуваме победа на днешниот надпревар. Никако помалку, никако повеќе. Капитен не може да настапи поради повреда на овој надпревар. Веројатно него му е најмногу жал и поради тоа што не беше и на првиот надпревар во Разград. Меѓутоа се надеваме дека сите тоа ќе го сватат на вистински начин, што сака тој да каже со таа порака и на кој начин ние треба да се однесуваме не само на теренот, туку и на трибините. Подршка за неговите репрезентативни колеги, се разбира. Голем поздрав до тебе, Златко, ви посакуваме најголем успех, па еве, ќе ги бидеме сите заедно во 20 часот и 45 минути, некој на стадионот, некој пред малите екрани, но секако ќе навиваме за Македонија. Голем успех ви посакува Црвена линија. Благодарам. А сега, драги мои, едно подсетување. Факт е дека спортот е спорт и она што Црвена линија го прави, впрочем и во секој издание свој, и кога зборуваме на некоја поинаква тема, се разбира место за насилство, за провокации, говор на омраза, па така и на овие трибини вечерва апелираме и ние да имаме и гледаме фер и спортски квалитетен надпревар. Тоа значи дека ќе му возможиме на нашата репрезентација да се сконцентрираат на својата игра наместо на сите оние нешта кои што можат да се случат доколку нели бидеме нешто сосема поинакво од она што светот го препознава кај нас, а тоа дека секогаш знаеме да бидеме достоинствени и се разбира она што сите очекуваме е победа за паметење на оваа репрезентација. Добар ден. Ало? Секој добро, вие сте во Црвена линија. Јас сум. Да, вие сте. Добре, ни дојдовте во Црвена линија. За почеток, според вас, прогнозата за резултатот за вечерашниот надпревар Македонија-Бугарија? Јас мислам дека... Да, продолжете, ве слушаме. Јас мислам дека ќе победиме, макар еден гол да дадеме, меѓутоа, оние убави работи, да навиваме кој што не можеме да одиме на стадион од дома, али да бидеме достојни. Така. И со тоа ја мислам дека повеќето гледачи ќе се сложат да покажеме една достоинствена игра на нашите млади играчи. Ви благодарам многу и да навиваме вечер многу убаво. Еве да ни одговорите и на анкетното прашање, ве молам, има ли место за политика на трибините? Не, никако. Никако. Не, никако. Срамота е тоа. Со спортот не се сложувам јас никогаш. Имате се уште време, дали би сакале можеби уште нешто да додадете или тоа би било се? Тоа е се и да бидеме разумни. И така, да не паметат по победата која што ќе ја постигнеме. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Одиме веднаш со нов гледач. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Ве молам, подобро ќе се слушаме доколку зборувате. Дали сум на линија? На линија сте, Црвена линија и тоа. Благодарам. Па вака, прво ќе го одговорам прашањето. Воопшто политика во спортот не треба да има. Спортот е гранка која обединува, развеселува, но некој мора да биде и малце разочаран, затоа што има победник и поразен. Меѓутоа, ја ми се чини дека место за политика во фудбалот не треба да има. Посебно нашата желба е, значи, да победиме макар со еден разлика плюс. Значи, еден повеќе да дадеме, независно од како ќе биде резултатот, но да имаме, значи, еден гол плюс, како што викаше некогашниот Пушкаш, викаше колку сакате дајте вие, ако сакате и 100, ама ние вика да дадеме 101. Само така. Прво, значи треба играчите да бидат верни во себе, да бидат силни, да бидат сплотени
и да искористат секоја шанса ќе им се понуди и значи во право време да бидат на право место, голот да биде решето, да го направат партал, така да бидеме весели, радосни, независно од одокре се јавувам, независно од тоа не можам да бидам таму, но од овде ќе навивам и ќе се радувам. Ви благодарам, поздрав. И јас многу ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ќе ве потсетам дека доколку може би покомотно ви е да коментирате, да споделнувате и лајкнувате, не заборавајте тоа да го направите, бидејќи имате можност да го направите на профилот на Црвена линија на Facebook. Исто така не заборавајте да го заследите и профилот на телевизија Телма, каде што може да прочитате многу повеќе, да се информирате и меѓу другото таму ги објавуваме исто така темите на Црвена линија, како и оваа денес. Да не должам многу, го вклучуваме и новиот гледаш во Црвена линија. Добар ден! Се надевам дека се слушаме, вие сте во Црвена линија. Значи, кажувате за која е вашата прогноза? Мојата не ја кажувам, но ме интересира вашата. Не, според тоа што го читам, значи... Да, еве прогнози за резултатот на самиот старт. Па не знам како ќе заврши. Може да заврши со некоја поголема бужа, зависи како е обезбеден стадионот, значи со полиција, со обезбедување. Ово е високотензична утакмица според мене. С крајот било може и со некоја скршена глава да заврши. Така да политика, значи гарант има. Ако се сомневате дека нема политика, прашате го тренерот на овие источниве. Он самиот си кажа дали има или нема политика. Сега се зависи од тука, да речеме, комитите тука, нели, наши јаки навивачки групи, хулигански, да речеме, кои не ги бива друго, освен да си оттераат страста, да искршат некој излог на некоја продавница. Ајде, сметате ли дека политиката треба да има место во спортот? И дали сметате? Има, ви кажат. Значи, јас се зборам за овие хулигани, наши тука што се навивачки групи, ке чудат како бајчиња, бидејќи толку не ги засега ни тоа, ни ги засега да искршат некој излог, нешто таки работи. А ова баш е оној важниот момент. Некои од гледачите веруваат еве дека ќе има вакви немили настани, но ние ве и апелираме и веруваме, и јас еве како Црвена линија посочувам дека навистина денес треба да бидеме запаметени по несекојдневна победа врз репрезентацијата на Бугарија. А доколку се случуваат немили настани, тоа всушност ќе има најмногу можеби реперкусии врз самата репрезентација, бидејќи фудбалерите ќе бидат под уште еден дополнителен притисок, а тоа не го посакуваме секако. И зошто да не паметат по тоа како сме достоинствени, а сепак со победа за паметење. Тоа на што Црвена линија апелира. Секогаш фер и со спортски дух кога сме на трибините. Одиме сега, како што најавив, продолжете да коментирате, секако да шернувате и лајкувате кога станува збор за Црвена линија на Facebook. Многу ми е драго, сега ќе прочитам најнапред еден коментар кој што е од редакцијата и се разбира од мојата драга колешка Јана од Fairplay. Со оглед на тоа дека Fairplay се занимава со спортски теми, еве кои се прогнозите. Ќе гледаме две возбудливи полувремења, затоа што возбудливо е секогаш кога имаме шанса да навиваме за Македонија. А и трето полувреме ни одговара, зашто тоа би значило дека одново против Бугарија одиме на победа. Например, супер звучи 2-0 на градски. Напред наши. Покрај Fairplay со Јана на Facebook коментираше и Вимби Чунг. Еве сега ќе имате можност да видите како изгледа и неговиот коментар. Винг вака коментираше на Facebook. Кај нас политиката е вмешана во се, буквално па и во спортот. Продолжете да коментирате и секако не заборавајте да не заследите
Ако не сте го направиле тоа и на Инстаграм, со оглед на тоа во моментот што имаме анкета, очекуваме да ни одговорите со да или пак не. А прашањето денес на Црвена линија гласи: има ли место за политика на трибините? Секако во Црвена линија има место за нов гледач, го вклучуваме веднаш. Добар ден. Се надевам дека се слушаме од прва. Добар ден, Црвена линија. Добар ден. Секој добро? Дали ме слушате добро? Да, јас се јавувам од Струга. Голем поздрав до Стружани и цела Струга доколку гледа Црвена линија. На почеток, кои се според вас прогнозите за резултатот од вечерашниот натпревар? Јас Охриджанецо пред мене што се јави, јас не се слагам со него. Ја мислам дека утакмицата нема да заврши по моје. Добро. Вака, ја мислам ќе победиме ние. Резултат според вас, некоја прогноза? 2:0. 2:0, добро. Ама мислам тешко дека ќе излеземе на крај. Ќе видиш како тие што провоцираат тамо ќе имат и наши овдека. Гледачи, тоа сум сигурен. Според вас дали политиката има место на трибините? Па ќе имат. А треба ли да има? Не треба, ама си го бараат бугарите. Си го бараат, тие како не поценуваат тамо, ама ние ќе им вратиме. Не сметате ли дека може би немири и Може и до тоа да дојде. До тоа ќе има најмногу реперкусии врз играта на нашите репрезентативци. Абе, по игра сме подобри ние. Може да имат и најверојатно, јас сум 50:50 дека ќе имат. Добро, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија, го цениме вашето мислење, но сепак како Црвена линија ние веруваме во спортски дух. Насилството, немирите, воопшто не има местото на трибините, а секако големината на оние кои што вредат доаѓа токму тоа што знаат да се покажат достоинствени и особено, како рековме со еден гледач, тоа беше добро, да не паметат по победата која што ќе ја постигнеме. Одиме со нов гледач. Добар ден. Да, ќе ве паметат утре са бајде. Ако победиме со голем резултат, разлика... Намалете го тонот на ТВ приемникот. Голем резултат же ми, мама. Дали се слушаме се уште? Не. Добро. Како да ја одиме со веднаш вклучување, ова е време за вас, драги мои. Денеска зборуваме за вечерашниот надпревар помеѓу Македонија и Бугарија, па да видиме кои се прогнозите за вечерашниот резултат од следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро од Црвена линија? Дали се слушаме? Јас ве слушам одлично, се надевам и вие мене. Добро. Не ве слушам ја многу добро. Според вас, која е прогнозата за вечерашниот резултат од надпреварот? Еве, како ќе заврши според вас? Кој резултат? Па видите, ние увек типуваме за Македонија. Ние увек типуваме за Македонија. Ја мислам дека Македонија треба да победи и не ми ли настани, не верувам да има, пошто ние сме више во европски стандард на фудбалот. Гледаме дека више во странскиот фудбал нема тие немири, тие како што има кај нас, али од надвор може да има нешто по улиците по тие работи, али натреби, мислам, у стадионот ќе се игра спортски, фер ќе се игра и мислам дека Македонија ќе победи. Мислам дека Македонија ќе победи. Дајте некоја прогноза резултат? Па ја мислам дека треба да биде 2:1 или 3:1 за Македонија. Пошто имаме играчи, имаме светски играчи со играт во странски големи клубови и мислам дека треба да победиме и треба да бидеме радосни и надпреварот ќе си го гледаме фамилиарно со Скопско и нешто мезенце, така да биде поинтересно.
да биде поинтересно и вечерва апсолутно во навивачки дух. Големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме понатаму на 023076677. Очекуваме да слушаме нова прогноза за резултат од надпреварот вечерва. Добар ден. Дали се слушаме добро? Црвена линија, добар ден, Црвена линија. Добар ден. Секој добро? Дали ме слушате, се надавам дека да? Јас се слушам одлично, ама на телефон, на телевизор нема проблем. Така, телевизорот нека тонот си остане намален до крај, со оглед на тоа што ние подобро ќе се слушаме доколку сте на слушалка. Добро. Која е прогнозата за резултатот вечерва според вас? Како ќе заврши? Победуваме по секоја цена. Добро. Каков надпревар ќе гледаме, еве? Имате ли можеби некаква замисла како ќе изгледа сето тоа на... Ќе навиваме за Македонија и ќе победиме со најмалку еден разлика. Најмалку со еден разлика. Кој ќе биде одговорот на анкетното прашање? Дали има место за политика на трибините? Како да ја благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Некои од гледачите се вклучуваат, се кратки, јасни, ќе кажат резултат, прогноза. Драго ни е, важно што ви има во голем број. Секако навиваме вечерва за Македонија. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, тоа ми е најважно. Се надевам и вие мене. Гледач од Велес. Голем поздрав до велешани кои ја следат Црвена линија. Каков резултат да очекуваме вечерва според вас? Па 0-2 за соседниот сосед. Бугарија ќе победи со 2 гола предност? Да, пошто ги слушам другите многу летаат некако за домашната репрезентација. А сметате дека не треба да навиваме за домашната репрезентација? Па, пошто во сите спортови Македонија многу ја фалат, вака-нака, па на крајот не испаѓа ништо, така да и во фудбалот си вечер ништо нема да испадне. А вие може би имате тактика да не навивате, да сте поскептични и да се случи нешто сосема поинаку? Не за тоа, пошто ги имам гледано на сите надпревари Македонија како игра. Првото полувреме сите играат добро, после на кондиција сите паѓаат. Така да е многу фалби, не е коректно многу да... Добра, еве што ќе ни одговорите на денешното анкетно прашање, има ли место за политика на трибините воопшто? Па не би требало да има, пошто секој се бори за себе, за понатпошен успех, понатака. Добро, тоа би било се. Да. Драго ни е што се вклучивте во Црвена линија, секако продолжете да не следите. Имаме гледачува, можем да кажем и прв, кој што вели дека можеби и не треба за вечерва да бидеме толку оптимистични и да даваме прогнози со резултати кои што звучеа како 3-1, 2-0 и така натаму. Но како велиме ние секогаш навиваме за она што е наше и сметаме дека можеме да бидеме најдобри. Тоа значи да постигнеме победа која што ќе биде за паметење. Зошто да не? Добар ден за нов гледач. Се надевам дека се слушаме, Црвена линија. И дали... Да, добар ден, Црвена линија. Добар ден, Црвена линија. Јас мислам дека ќе победиме од моја страна 2-0. Али да не се умеша политика. Ако се умеша Бојар Османи, губиме со 1-0. Ако се умеша Зоран Заев, сигурно 2-0 губиме. А дали треба воопшто политиката да се меша на трибините? Како се меша политиката? Se може ова да се умеша, али јас мислам дека и публиката ќе е реална на терен, во стадионот. Добро, еве каков надпревар очекувате? Да слушаме каква игра очекувате од нашите македонските играчи. Затоа што македонски играчи нема само македонци, таму има и од повеќе националности. Така. Каква игра очекувате да видите на теренот? Фери добра игра од нашите играчи. Со повеќе голови, нарочито 1-2 гола, најмалку 2 гола. Добро, како ќе го следите надпреварот? Дали можеби ќе бидете на трибините или во друштво, во домашна атмосфера? Јас не сум од Скопје, така да... Добро, голем поздрав од каде и да сте од Македонија. Сега Важно ќе го пратиме на телевизија надпреварот.
Одлично, во друштво или сам? Телевизија мислам дека ќе има пренос. Ќе бидете поголемо друштво? Не е битно која и сака да има телевизија пренос. Мислам дека би требало таквите надпревари, коракомет, фудбал, кошарка и другите да ги пренесува. Сега, како кој има пари да ги купи, да ги отплати тие надпревари? Тоа е до телевизиските куќи. Така, благодарам многу што се вклучивте во оваа дискусија, а зашто да некога зборуваме за фудбал и навиваме за Македонија. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам одлично, се надевам и вие мене. Да, исто. И на самиот почеток одиме со прогноза за резултат. Како ќе заврши според вас? Како што ви е темата, полн погодок, значи ние ќе победиме со 2:1. 2:1. Само дали има награда за точниот резултат? Па ако погодите целосно, може би... Да, здравје. Така да кажам, фудбалот е најважната споредна работа во животот, сваќате? И луѓето таму идат да се почувствуваат слободни, значи може се да каже, да вика уа судија и така натаму, и веројатно тоа ќе се случи. Меѓутоа, мислам дека треба да покажеме дека сме подобри од нив, а тоа се покажува на тој начин што ќе бидеме коректни и пристојни, разбирате? Така е. Така ќе покажеме дека сме подобри од нив. А ништо чудно да се случат и ексцесии, али се надевам дека ќе помине се во најдобар ред и да се види кој е ко и што е што во оваа држава. Кој ќе биде анкетниот одговор, еве, да или не, дали политиката има место на трибините? Не треба, ама тоа е емоции се тоа, разбирате? Состојбата меѓу двете држави се одразува на емоциите на луѓето, а не на реалноста. И заради тоа ќе може да се покажат тие емоции. Тука нема контрола. Благодарам. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Одиме со нов гледач. Добар ден. Ете си звони телефонот, јас велам добар ден, црвена линија. До сега добро одеше со гледачите, веднаш се слушавме, се надевам дека тоа ќе се случи и сега. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, црвена линија. Според добар вас... ден, може да учествувам во програмата? Да, учествувате веќе и ве кажете прогноза за резултат за вечерва. Како ќе заврши? Ќе победи Македонија. Ќе победи Македонија. Јас мислам оти ќе победи Македонија. Со резултат? Оти Македонија. И мислам за политика нема место за политика, чист спорт е. Чисто така. Ќе победи Македонија, така мислам. Оти ние ќе победиме. Фала, пријатно. Благодарам многу што се вклучивте. Секако навиваме Македонија да победи, а слушаме и интересни резултатски решенија. Некој 3-1, некој 2-1, некој 2-0, некој дури и скептичен дека ќе победиме, а некој дури посакува, например, да заврши 9-0, што не е лошо. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Црвена линија. И се надевам, мора да се повторат. Еве се слушаме, добро е. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека ме слушате, вие сте вклучени во црвена линија. Да. Супер. На самиот почеток одиме со вашата прогноза за резултат. Па ја мислам дека 2-2 ќе биде, ќе ја наместат утакмицата. Нерешено. Добро, зошто тоа така го мисли? Да. Па зашто? Стално ги местат сите утакмици и ова е малку ризична утакмица, мора да се намести. А дали според вас е вмешана политиката во овој надпревар? Па да, ради тоа ќе биде наместена утакмицата. А треба ли политиката да е вмешана во трибините? Па не би требало, меѓутоа бугарите некако изјавуваат нон-стоп Македонија, Бугарска, вамо, тамо, па тогаш, пошто владава не реагира, комитите треба малце да рипнат и они сега. А дали сметате дека ако рипнат и имаме насилство и нели немири, тоа ќе има реперкусии врз играта на нашите... Не, со насилство... Не, насилство не, него навивачки би требало малце
жустро да биде. Во силен навивачки дух, предпоставува. Да. Вие надпреварот ќе го следите во друштво или сам или на трибини? Да, ќе го следиме сигурно. Добро, драго ми е што се вклучивте во црвена линија. Времето полека истекува и одиме со вклучување на уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, тоа ми е најважно и веднаш стартуваме со прогнозата за резултатот од вечерашниот надпревар. Како звучи според вас? Како ќе заврши? Резултатот ќе биде позитивен за Македонија. Добро. Сигурно победа, да не се нервира македонскиот народ. А колку победа? 2-1, 3-1, 9-0? Па што да кажам, со еден гол разлика ќе има. Гол разлика. Сега да не Добро. кажуваме друго. Дали според вас треба на политиката е местото на трибините? На трибините не е место, ама политиката е умешана и у спорту, и у економијата, у све е умешана политиката, владата посебно. Според вас, каков надпревар очекувате да гледате вечерва? Очекувам фер надпревар, се најубаво, кој е по-добар, па нека победи на крајот. Не да биде како со Грузија. 40 минути добро, после тоа да изгубиме со 2 гола тамо колку беат. Тоа треба да се има план и како да се работи. Така ќе гледате можеби на трибините? На фудбалерите да победат, тоа е најважно за мене. И да живее Република Македонија. Ако е тоа се, благодарам, големо благодарам за и вашето вклучување во црвена линија. Сега, драги мои, малку ќе одмориме со реклами, подиме со резултати од анкетата. Време по рекламите, веднаш да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета, која што е објавена на Instagram Story. Заследете на Instagram и се разбира си когаш одговарајте на нашите прашања. Денешното глас има ли место за политика на трибините? Со 25% одговорија да, а 75% одговорија со не. Во продолжение секако ќе слушнеме и изјавата на селекторот на македонската репрезентација Благоја Милевски. Да оставиме политиката на политичарите. Ние сме спортски работници и единствено што не интересира е тоа. Да најдем начин како да победиме на утрешниот надпревар. Ја мора да истекнам и по завршувањето на надпреварот во Бугарија. Јавно се заблагодарив на домакинот за приемот, за сите услови што ни беа овозможени таму. Од наша страна ќе имаат тотално адекватен и ист третман тука. Така да само спортскиот аспект е присутен кај нас, кај мене и кај нашиот тим и ништо друго не ни интересира. Ете така, тука на самиот крај црвена линија навива за македонската репрезентација. Навивајте вие фер, спортски и да бидеме навивачи кои што ќе бидат достоинствени и запаметени. Секако посакуваме победа за која што доколку се случи секако ќе зборуваме утре. Се гледаме утре. Сега ве препуштам на програмата на Телма телевизија, од мене довидување.